Добро вечер. На почеток генералната најава за ова ново магазинско издание на емисијата 360 степени. Кочани има најскапа вода, но има и најголеми загуби. Се губат околу 60% од цела вода што имаме, при тоа ќе напоменам питка вода, вода за пиење. Истражување. Штом паднеше ноќта излегувавме и броевме на колку автобуси на ЈСП им работат сите светлосни уреди. Уште пред да почнеме да го следиме, видовме дека нема предни светла. А на првите семафори забележавме дека не му работат и стоп светлата. Нови камери на главните скопски раскрсници. Каде се поставени тие камери, кого следат, зошто се употребува тој материјал. Пробавме да дознаеме која е нивната намена, особено по се погласните најави дека ќе се санкционираат сообраќајни прекршоци со камери. Таман почна да се гледа финишот на кулата на АЕК на Водно, град Скопје им ја спушти рампата на градежните машини. Зашто и ние не знаеме реално. Ја обично кога одмарам, не се слушам сами од себе, слушам нешто порелаксирачка музика. Саботажа. Почнуваме со најавените содржини. Невладиниот центар за граѓански комуникации собрал податоци од сите 67 снабдувачи со вода во земјава и дошол до следните заклучоци. Разликата меѓу најефтината и најскапата вода е дури 6,5 пати. Речиси половина од јавните предпријатија работат во минус, а во земјава годишно се губат околу 150 милиони кубици питка вода, што е еквивалент на околу 60.000 полни олимписки базени. Сторијата е на Хекура на Кифи. Општина Кочани има близу 32.000 жители. Една од работите по кои се посебни е што плаќаат највисока цена за вода по метар кубен на ниво на целата држава. 48,79 денари. Па и покрај тоа, јавното предпријатие Водовод од Кочани ланската година ја заврши со загуба од над 1 милион евра. Тоа е најлош резултат на ниво на држава и покрај тоа што граѓаните плаќаат најскапа вода. Директорот Перо Георгиевски вели водата е скапа поради струјата. Бунарскиот систем се наоѓа во едно село 4 км од Кочани, значи од таму водата се испумпува, потоа преку цевковод преку една препумпна станица се носи кон фабриката за вода. Значи ние имаме повеќе пумпни станици и повеќе електрични мотори за да испумпуваме и затоа трошокот за електрична енергија ни представува главен фактор во цената. А цената на струјата, особено за време на енергетската криза, беше немилосрдна. Добивме електрична енергија од 19 милиона денара, а нашиот месечен приход беше 16 до 17 милиона денара. Значи, кога беше цената на берзата преку 500 евра за мегават час, ние едноставно тој шок, комуналното јавно предпријатие не можеше сам да го сноси. Но освен што им е скапо да ја произведат и донесат водата до домаќинствата и фирмите, Кочански водовод има голем проблем и да го пласира и наплати производот. Загубата на вода им изнесува 77,3%. Под загуба се смета произведената вода која е нефактурирана или пак се губи низ системот. Георгиевски вели тоа е резултат на старата мрежа во некои рурални средини, како и неконтролираното трошење на вода во едно мало. Поголем дел од загубите за вода се во ромското население, кое што представува околу 10 до 15% жители, каде што има неконтролирано излевање на вода на улиците, вршени се повеќе контроли со комунални инспектори, затоа си се зафативме да се бореме со овој проблем. Исто така имаме и дотраена мрежа во некои рурални средини. Ретки беа жителите на Кочани кои има разбирање зошто мора да плаќаат најскапа вода во државата. Да ги намалат, да ги редуцират паразитите партиски што се у фирмата. И да е лоша вода преведа, да ти кажа, тоа е секојаш. Ја кажувам ти, ја цел живот платим и не може да се одборцам од водовод. Сега има нова влада да се сврте према Кочани малку да ја направи браната горе, речани,
ќе имаме најевтина вода и најздрава вода во Македонија. Знам нека одредени етнички групи во Кочани не плаќаат воопшто сметки за вода, бидејќи биле гласачи на одредени партии, а ние плаќаме и за нив. Тоа е општо познато на сите во Кочани. Додека во Кочани за потрошен кубик вода граѓаните плаќаат речиси 50 денари, во општина Боговиње цената е 6,5 пати пониска, само 7,5 денари за кубик. Директорот на комуналното предпријатие Шари, Алит Абди, вели дека цената е во согласност со регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, врз основа на документацијата што ја доставуваат до регулаторот. Nuk argjojmë, nuk bëjmë ndonjë lloj shpenzimi të madh, pomba të argjojmë apo rrima apo hidrofora, ujtën e vjen me ramjet lejrë. Kështu që ne çmimi ka caktuar regulatori mbas këtajneve mbas biznis plani që unë jam mbas dëneve që kemi dhënë. Дека цената им е исплатлива, потврдува годишната сметка. Лани јавното предпријатие Шари годината ја заврши со добивка од околу 30.000 евра. Но во Боговиње не имат информација колку вода губат, а во исто време имат и најголема потрошувачка по домаќинство. Prodhimin e ujtit e kemi matë sa prodhim, kurse humbjet duhet edhe ato të bëhen një matje ka aparat që bëhen edhe ta shohim sa kemi humbje nivel komunal. Po shif ka vetëmbanime ku ka ujtë boshëm, kemi ujtë boshëm dhe ujti shkon në fund fshatit. Ato që janë në fund fshatit më shpejt kanë gjithmonë 24 kohë kanë ujë dhe mund bëjnë ka kështu që bëjnë keq përdorime në fakt ose ujtin kopshte, ujtin PM, ujtin edhe vinë për jasajve. Една од можните причини за злоупотребите е тоа што во Боговиње вода се плаќа на паушал. Најголем дел од жителите со кои разговаравме барат да се плаќа по водомер. Kimin e ujë për pije, ama në verës ku kapën në xefti mas, atëherë nuk ka se i ujtin bafqet. E harxojnë ujtin pa mas. Sahatat me i vunë e në reguluat puna, pa në gjavën shmimi sa doce. Montojmë orë, se na i kemi po formalisht nuk janë funksionat. Atër çdo kush da kurse nuk harxhon pa lidhje. Po me pas sahatat kujdes sa harxhon se e di kur dhe veje sa kubik harxho duhet t'i paguaj. A kështu paushall vetëm harxhon sa s'do. Ujë për pije kemi boll falënderim atinit parve edhe ato që ka vdek Zoti va boft mirë shumë, se ato e bo sebeb kemi ujë sjellës. Рангирањето на општините според цената на чинење на метар кубен вода, според загубите во системот и според финансиските резултати на јавните предпријатија за вода го овозможи Центарот за граѓански комуникации. Нивните истражувачи ги собра податоците од вкупно 67 јавни предпријатија кои носат вода до домаќинствата и фирмите низ државата. Според Герман Филков, најалармантен е наодот за тоа колку питка вода оди попусто. Се губат околу 60% од цела вода што имаме, при тоа ќе напоменам питка вода, вода за пиење, што во апсолутна бројка е околу 150 милиони метри кубни годишно. Оваа земја сиромашна губи питка вода, така што и тука треба да се подитно направи нешто посериозно. Знаете дека најголемата загуба, околу 43% од цела оваа вода што се губи е во Скопје, а потоа следат повторно многу големи градови, Гостивар, Тетово и Кичево. Индикативни според Филков се и податоците за бројот на потрошувачи, особено во поголемите градови. Например, Гостивар, кој според последниот попис има 59.770 жители, има 18.678 регистрирани потрошувачи. Тетово, од друга страна, има помалку потрошувачи од Гостивар, 17.621, иако има 84.770 жители, или 40% повеќе. Значи, имаме некои дискрепанци кои што исто така би требало да се изанализираат, зошто во некои градови имаме многу малку регистрирани потрошувачи на вода за пиење. Според ова што го покажува истражувањето, Филков смета дека снабдувањето со вода не е одржливо не само на долг, туку и на среден рок. Гледа потреба за интервенција од владата. Затоа го направивме ова истражување да алармираме за проблемот, за еден навидум
да кажам, секојдневно нешто што го правиме, еден секојдневна потреба што ја задоволуваме, зад неа излегува дека лежат многу проблеми кои што бараат итно решавање. Повторно ќе кажам, интервенција на државата, на владата, на државата, на национално ниво и овие работи да се средат, затоа што водата станува скапоцен, редок ресурс, се предпоставува, не знам за колку години, дека и од нафтата ќе биде поскапа, додека дојде тоа имаме доволно време да се подготвиме. Обезбедувањето вода за пиење во земјава, како и управувањето со јавните предпријатија е во надлежност на локалните власти. Некаква централна надлежност има само Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, која дава ценовен опсег, а не точна цена за секое предпријатие за водовод оделно. Само неофицијално од таму велат дека општините најчесто ја избират најниската можна цена за да не ги иритират граѓаните, но тоа значи и немање пари за обнова на дотраената мрежа. Не е тајна дека Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги веќе некое време бара тие да ја одредуваат единствената цена за водата, во која ќе бидат вклучени и пари за инвестиции. Ви наздравувам со чаша вода која што е полна само 1/3. За да дојде водата до нашите чешми, 64% ја губиме водата. Ние се научивме понекогаш да носиме и непопуларни мерки, но тоа е единствен, исправен начин. На тој начин ќе заштитиме нашата водна инфраструктура. На здравје! Продолжуваме. Неделова се случи возач на јавното сообраќајно предпријатие Скопје да плаче пред телевизиските камери. Ферзија Рифи го совлада емоциите кога на директорот му објаснуваше дека од гаража им даваат неисправни автобуси кога излегуваат да возат. Претходниот ден на Рифи беше задволанот на автобус кој заврши на Жардиниерите кај Мавровка. Коинциденцијата сакаше сето ова да се случи кога нашата Магдалена Ивановска го привршуваше своето истражување за исправноста на автобусите на ЈСП. Незин фокус беа видливите делови од возилата за кои не може да има повеќе од едно толкување за тоа дали се исправни или не. Автобусите се единствената форма на масовен јавен превоз во Скопје. Најголем дел од возилата се на јавното сообраќајно предпријатие Скопје, фирма основана од градот Скопје. Колку се важни за скопјани? Според нивната интернет страница, годишно превезуваат и до 50 милиони патници кои ги преземаат од околу 1000 градски и приградски постојки. Нивните автобуси минуваат по околу 15 милиони километри годишно. Скопски рекорд е место каде има најголема фреквенција на автобуси во главниот град, а со тоа и најголема фреквенција на патници. Дали се задоволни од единствениот групен јавен превоз кој им е на располагање? Ретко кој скопјанец, барем еднаш, не влегол во автобус на ЈСП. Без разлика дали се работи за подолга или пократка рута, искуството на патникот треба да е пријатно. Автобусот треба да дојде навреме. Ако го има температури кои достигнуваат и до 40 степени, треба да работат и клима уредите. Дали се чувствувате безбедно кога се возите во јавниот превоз? Па некогаш да, некогаш не. А зошто не? Мислим, има случајно незгода во автобус, па затоа. А дали има клими вака во автобусиве? Нема. Нема, многу ретко. Стално нешто се расипува, стално нешто точакот нешто не му е во ред, значи не сум задоволна, не сум, не. А клими во овие топли денови има? Нема, ретко, петка има клима. Таблите на автобусите што се за бројот, дали работат или имате приметено и некој? Не работат, има и ливчиња ставено, дури и со нејасно напишани бројки. А се чувствувате безбедно кога се возите во јавниот превоз во автобусите? Па да, сега да, нема гужва, толку нема ученици. За сега добро е, но би можело и полошо да биде. Собирајќи мислење од граѓаните за автобусите, и сами забележавме дека дел од нив имаат очигледни технички недостатоци. Како на пример, не им работат трепкачите или друга светлосна сигнализација. Затоа, излеговме 2 вечери на по 1 час, токму на фреквентниот рекорд. Со претходно утврдена методологија, за секој автобус што помина, бележавме дали му работат трепкачите, светлата и таблата.
Ова е резултатот. 21% од автобусите што поминаа немаа никаков проблем со светлосните уреди. 33% имаа само еден недостаток, односно не им работеше светло, трепкач или табла. 46% имаа повеќе од еден недостаток. Например, еве еден автобус на кој не му работеа светлата и трепкачите, а веднаш зад него одеше автобус на кој му работеше само трепкачот и едното стоп светло. На друг пак не му работеше информативната табла, па бројот на автобус беше запишан на хартија и поставен на прозорче на автобусот. Еден од најекстремните примери беше овој автобус. Уште пред да почнеме да го следиме, видовме дека нема предни светла. Кога тргнавме по него, стана очигледно дека не му работат и задните, а на првите семафори забележавме дека не му работат и стоп светлата. Како возило зад него, не знаевме кога запира. Уште едни семафори се приближивме до автобуска постојка. Таму воочивме дека конкретниот автобус нема ниту трепкачи, кога нагло сврте покрај десниот раб на коловозот. Државме пристојно растојание, па не се доведовме во опасност. Врз основа на тоа што го видовме на терен, го разгледавме законот за безбедност во сообраќајот. Сите недостатоци што ги забележавме се казниви со одредена глоба. Па, прашавме во МВР, колку казни лани изрекле на возачи на автобуси и на ЈСП Скопје и зашто? Прашавме и колку автобуси однеле на технички преглед и дали Скопјани имаат безбеден јавен превоз. Ова е интегралниот одговор кој го добивме од полицијата, кој се однесуваше на ЈСП. Од 1 април до 30 јуни биле упатени 15 автобуси од јавното сообраќајно претпријатие Скопје на вонреден технички преглед. По извршените контроли не биле утврдени неправилности. И додека од МВР не ни дадоа податоци дали казниле автобус на ЈСП поради очигледни недостатоци, како немање светлосна сигнализација, имаа бројки и апел за другите учесници во сообраќајот. Министерството за внатрешни работи во текот на годината има околу 250.000 санкции за сообраќајни прекршоци кои ги изрекува на оние кои управуваат со моторни возила, се разбира тука се вклучени и пешаците. Најголем број од санкциите се за возење со брзина поголема од дозволената, за возење под дејство на алкохол и така натаму. 360 степени се обрати до ЈСП Скопје, уште пред речиси 2 недели. Им ги предочивме нашите заклучоци од терен и поставивме повеќе прашања. Меѓу кои? Зошто на улиците има неисправни автобуси и на колку време ги сервисираат? Во мандатот на градоначалничката на град Скопје, Данила Арсовска, предпријатието се соочува со често менување на директори. Последната смена се случи кон крајот на јуни. Арсовска за нов директор на ЈСП Скопје го постави Драги Кушовски. Во екот на новата смена, тие одбиваат да одговорат на нашите прашања, писмено и во камера. И токму, кога го привршувавме ова истражување за очигледните технички недостатоци на автобусите кои се на улица, се случи поголем инцидент со возило на ЈСП. Возач на автобус број 2, движејќи се по булеварот Гоце Делчев, изгуби контрола и заврши на жардиниерите кај Универзитетската библиотека. Тројца патници се пожалиле на повреди. Тој ден, возачот не сакаше да зборува пред камера. Утредента, пресконференција пред ЈСП одржа Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. Се возат дефектни возила, се возат возила без клими, а доколку возачот се повлече во гаражата заради клима, таму го уценуваат и му велат напиши изјава. Ало луѓе, не може така. Не може, кој век сме? Синдикалните представници застанаа за тезата дека автобусот бил неисправен кога излегол од гаража, иако на хартија добил печат дека е исправен. И не само тоа, туку дека тоа веќе е пракса со сите возила. И тогаш, на пресуд на синдикатот, упадна што туку избраниот директор. Возилото технички преглед има редовно сервисирано. Немате официјален извештај од МВР кои се причините за сообраќајката. Господин Ајвака, да. Ако све сервисно, зошто откажал воланот? Како покажува и на шоферот? Значи, имате ли официјален извештај дека воланот е откажан? Тензијата порасна до толку што на сцена стави возачот на автобусот, кој беше присутен за целото време на настан. Но синдикалците намерно не го откриваа неговиот идентитет до тој момент. Директоре, многу мина мие, јас со мојата рака ќе напишам дефект, ќе пријавам дефект, утре ден го зимаме со истиот дефект, потпишано дека е возилото сервисирано и исправно е за линија. А меѓутоа ништо не е пипнато. Ја со години ја дужам линијата двојка. Ја од Сарај до автокоманда и обратно ги знам најситните дупки. И таа линија ја возам, мене да ми се деси, ми побеле коса од волон и сега ја целиот се ежам колку онале.
Ми е жал за патниците, ама вакво нешто не може. Доста више со партал возила да убиваме патници што не се виновни. Кога се подсмирија страстите, шанса да одговори на тврдењата на синдикатот и возачот доби директорот. Моето сознание за една недела додека сум тука, се дека во промет се пуштаат само исправни автобуси. Дали е тоа така или не, јас може да проверам значи. Директорот и возачот на крај си подадоа рака, а Кушовски му кажа на Арифи дека неговата врата е секогаш отворена за вработените. Но, кому треба да му веруваат оние 50 милиони патници, кои според интернет страницата на предпријатието ги превезува ЈСП? Сте виделе нови држачи и камери низ Скопје. Сте чуле дека ќе бидат заказнување возачи. Читате и дека стигнале првите казни. Видовме, слушнавме, прочитавме и ние, па колегата Владко Чаловски доби задача да ги утврди фактите. Министерството за внатрешни работи е прилично затворено за ова прашање, но јасно е барем дека камерите не може да служат за казнување сообраќајни прекршоци ако нема законски измени. На се повеќе локации во главниот град, од столбови, бандери, семафори, ловат неколку различни видови на камери. Нашето лаичко око забележа три типа: правоаголни сиви камери, топчести и најновите кои во моментов се инсталираат на нови столбови во форма на квадар и во сина боја. Пробавме да дознаеме која е нивната намена, особено по се погласните најави дека ќе се санкционираат сообраќајни прекршоци со камери. Беше 2012 година кога тогашниот врв на МВР го промовираше проектот Безбеден град, систем на камери кој требаше да ја зголеми безбедноста по повеќе основи. Во моментот кога проектот ќе биде целосно завршен, ќе бидат во функција над 600 камери кои ќе вршат мониторинг на просторите каде што најчесто имаме јавни собирања, на најфреквентните и стратешки сообраќајници. Камерите од проектот Безбеден град и денеска работат, но не се знае ниту колку, ниту точно зашто. Една најавена функционалност никогаш не се оствари, да казнуваат за сообраќајни прекршоци, а дека служат за следење на лица или возила од интерес, јавноста дознава во случаи како при киднапирањето и убиството на Вања Ѓорчевска. Но неколку месеци наназад, и тоа на повеќе локации, се поставуваат нови камери, најчесто на нови столбови. Од МВР велат и тие се дел од проектот Безбеден град и повторно најавуваат ќе се користат и за казнување. Ве известуваме дека во континуитет се врши надградба на системот Безбеден град. Новите камери кои се поставуваат во Скопје се во рамките на проектот Безбеден град, кој има за цел зајакнување на сообраќајната безбедност, а откако ќе бидат поставени ќе се користат за документирање на сообраќајни прекршоци. Камерите се уште не се во функција. По завршувањето на сите потребни активности околу овој проект, јавноста соодветно ќе биде известена. Ова сепак не беше директен одговор на прашањата кои 360 степени ги упати до МВР. Па се обидовме повторно со прашања, како кои камери за што служат, дали веќе се спроведени тестирања, па и како што јавија некои медиуми, дека во тест фазата биле регистрирани илјадници прекршоци. Ве известуваме дека во континуитет се врши надградба на системот Безбеден град. Новите камери кои се поставуваат во Скопје се во рамките на проектот Безбеден град, кој има за цел зајакнување на сообраќајната безбедност, а откако ќе бидат поставени ќе се користат за документирање на сообраќајни прекршоци. Камерите се уште не се во функција. По завршувањето на сите потребни активности околу овој проект, јавноста соодветно ќе биде известена. Македонските граѓани веќе имаат едно неславно искуство со наблюдување. Всушност се работи за прислушувањето кое го обелодени опозицијата во 2015 година. Логично е откако видовме колку лесно се злоупотребува системот да има сомнеж за истиот, без разлика кој раководи со институциите. Кога по трет пат се обративме до МВР, упативме и покана за интервју со министерот Панче Тошковски на тема Безбеден град. До емитувањето на оваа сторија не добивме одговор. Според универзитетскиот професор од Факултетот за безбедност Злате Димовски, токму нетранспарентноста за целиот проект отвара сомнеж како системот се користи. Ние многу повеќе свртивме внимание кон она што беше кажувано во еден долг временски период дека се прислушкуваја не знам колку илјадници луѓе,
дека им се следат едноставно телефоните, а воопшто не обрнавме внимание на сето она што ни се случува во јавноста, на јавните места, па можеби и на други места, каде што има поставено. Ние факт е дека ги немаме локациите, каде се поставени тие камери, кого следат, зошто се употребува тој материјал, дали воопшто постои одреден центар каде што се собираат таквите информации кои што утре за утре би можеле да бидат искористени во различна функција против нас или евентуално во наша функција. Она што со сигурност се знае е дека за системот за автоматско казнување за сообраќајни прекршоци да функционира, ќе треба да се менуваат закони. Односно, ќе треба да се воведат нови членови во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, за кој нема ниту најава, ниту информација дека се подготвуваат во МВР. Професорот Димовски потенцира дека мора да има јасни процедури. За да може да се казнува она што би било како некаков материјал, едноставно тој материјал треба да биде доказен материјал, поточно да има да добие процесна вредност. За жал сега во овој момент тоа тешко дека може, сем ако не се применети ПИМ мерки, посебните истражни мерки со нормално посебна процедура, во овој момент тоа не би можело. Треба да се променат низа на закони кои што ќе доведат до тоа да сите оние добиени податоци, нормално ќе треба да бидат валидни тие податоци, да бидат реални тие податоци, затоа што во оваа ера сега на разноразни можности, каде што имаме разни можности за додавање, одземање на одредени фотографии, лица, присуство, па практично целосна една монтажа да може да се прави, факт е дека тоа ќе биде проблем. Тогаш ќе се постави повторно прашањето колку ние ќе можеме да веруваме на истото. И затоа ќе мора да знаеме кој е тој што ќе го работи сето тоа, кои се сите оние кои што ќе го доставуваат тој материјал, каква ќе биде процедурата пред дали ќе биде само со платен налог или евентуално ќе се оди на суд. 360 степени се обрати и до Агенцијата за заштита на личните податоци, откаде не информираа дека Министерството за внатрешни работи досега се нема обратено до агенцијата во однос на поставувањето и пуштањето во употреба на камерите за видеонадзор. Но таму тврдат дека МВР и нема законска обврска да го направи тоа, бидејќи членот 65 од Законот за полиција и го дава тоа право на полицијата. Од снимање на јавни места во смисла на овој закон се подразбира аудио и видео надзор над јавните места каде што зачестено се извршуваат кривични дела или прекршоци со цел за нивно спречување. Екипа на 360 степени направи обиколка низ главниот град. Нови камери засега може да се забележат пред се на најважните сообраќајници. Од стариот тип на камери има речиси во секоја скопска општина, но забележавме дека нови се инсталирани на следните локации. Булевар Александар Македонски, населба Автокоманда, на раскрсницата близу студентскиот дом Стив Наумов. Булевар Крсте Мисирков во близина на апелациониот суд. Булевар Партизански одреди кај Соборен храм и во Карпош 1 на раскрсницата со Рузвелтова. Како и на булеварот Словенија на раскрсницата за влез во населбата Шуто Оризари. Па 12 години од првичната најава, ќе видат ли Скопје, Тетово и Куманово дали системот безбеден град на вистина ќе ги направи овие места по безгрижни средини за живење. Или камерите ќе продолжат да се користат за други, не до крај познати цели. Во времето додека претходната влада на ВМРО ДПМН го менуваше изгледот на центарот на Скопје со проектот 2014, почна да се гради и објект далеко од градот, на врвот на Водно. Телекомуникацијската кула не беше во неокласичен стил, но влегуваше во тогашната политичка матрица за создавање монументална архитектура. Поминаа 11 години од првата фрлена лопата, а зградата не е готова. Галена Николовска-Ризвановиќ проверуваше зошто. Повисока од зградата на МРТВ, од кулите Джевахир во Скопски аеродром и најмалку 2,5 пати поголема од милениумскиот крст на Водно. Телекомуникацијската кула на Агенцијата за електронски комуникации, или накратко АЕК, се гради од октомври 2013 година. Првата лопата за камен темелникот ја фрлија премиерот Никола Груевски заедно со директорот на АЕК Роберт Ордановски. Со височина од 155 метри, со модерен изглед и дизајн со ротирачки простори, какви што се планираат, дефинитивно оваа кула ќе биде највисок објект во цела Македонија. Идејата на проектот, како што беше најавено, е да се изгради посебен антенски систем за контрола на радиофреквенции, но покрај првичната функција,
Кулата беше замислено да има и друга намена. Магнет за туристи, атракција и ново обележје на градот требаше да биде антенската кула на Водно која ја гради Агенцијата за електронски комуникации, но и по една деценија овој објект воопшто не е пуштен во употреба. На прв поглед личи дека кулата е во завршна фаза со градба. 4 платформи поради кои се смени и логото на АЕК се веќе видливи. Првата рампа за да се стигне до кулата со возило е на средно Водно. Не пушти ја откако се представивме како медиум. Изведувач е компанијата Гранит, па последната капија пред објектот е под нивна и контрола на АЕК. За нагоре ќе има 2 лифта кои ќе водат до платформите, објаснува Илија Кепевски од АЕК, кој работи на проектот од самиот почеток. Моменталната ситуација што е изградена е на 115 метара, меѓутоа во наредна фаза треба да се постави челична решетка столб по 27 метара и над него се поставуваат 3 сегмента по 5 метара, вкупно 15 метара, за УХФ, ВХФ и ФМ системиве. Вкупната висина значи ќе дојде 155 метара. На 57 метри висина се наоѓа првата платформа каде ќе има опрема и канцеларии на полицијата и војската. На втората платформа предвидено е да бидат операторите, а третата платформа е наменета за македонската радиодифузија. Најгоре четвртата платформа ќе биде, тоа е као едукативен центар, мислам називот на платформата е едукативен центар за потребите на студентите и на средношколците, меѓутоа тоа ќе биде сепак од јавен интерес, тоа ќе биде еден вид, да не речам, просторија за одмор, за релаксација, која што ќе има ќе биде ротирачка платформа, тоа е прстен у прстен, технички, значи таму кај што ќе бидат поставени маси, столици, тој дел ќе се врти. Вредноста на објектот е околу 20 милиони евра, а локацијата била одредена по бројни анализи во минатото. Анализите покажаа дека идеално место во овој дел од регионов е планината Водно, затоа што буквално да можат да се, стручно кажано, гаѓаат базните станици за операторите на Страцин, на Црн врв, на Солунска глава, на Стогово. И од таа причина овде е идеалното место каде што на таа висина и со таа висина на објектот од 1034 метра плюс 155 метра дава идеална видливост на сите останати објекти. Рокот до кога требаше да биде готова зградата е неколку пати продолжуван. Првиот поголем застој во 2018 година кога имало измени во тек на градбата, а последниот рок беше крајот на 2023 година. Но во моментов градежните активности се стопирани. Од АЕК велат дека без претходна најава, град Скопје им забранил движење и пристап до објектот на камионите и градежната механизација на Гранит. Значи 96,4% од објектот е завршен. Останати се градежно-занатските работи. Еве, може да видите на платформите горе се поставени рамките за прозори. Прозорите треба да се донесат да се стават. Меѓутоа тие не можат од оздола да се донесат, мора од оваа страна. Лифтовите готови се? Лифтовите, дел од лифтовото јадро, шините се поставени, меѓутоа кабините опремава, стои надвор, дури дел од нив се оштетени, заради тоа што немаше простор да се конзервира. Потврдењата од АЕК одговори се обидовме да добиеме и од град Скопје, врз основа на што е изречена забраната и до кога трае. Оттаму кусо одговорија. Режимот на движење на моторни возила во парк шумата Водно како заштитено подрачје се регулира со издавање одобрение за движење во заштитените подрачја. Агенцијата за електронски комуникации нема важечко одобрение за движење со тешки товарни возила камиони и градежна механизација во заштитено подрачје Водно. Од АЕК пак велат дека барале одобрение во повеќе наврати и дека веќе 10 месеци немаат ниту одговор, ниту образложение зошто не им се издава. Директорот на агенцијата Јетона Кику објаснува дека дозволите ги обезбедува изведувачот, во случајот Гранит, но откако сите обиди за комуникација со град Скопје биле неуспешни, се вклучиле и тие како инвеститори. В принцип, сообраќајниот проект доносиме ние у град Скопје, тој треба да оди у МВР, со одобрение на МВР се враќа у град Скопје и така се дава дозвола на изведувачите, подизведувачите. Последното барање, не знам дали уопште стигнато и во МВР од страна на град Скопје, дали е пратено, ама одговор никаков немаме добиено, затоа не можам да кажам ни кој е официјалното образложение. Мислам 11 години поред изведувачите и позведувачите по годишно ниво земале дозвола од град Скопје без никаков проблем.
пошто значи сепак зборуваме за објект од национален интерес, со дозвола од Министерството за транспорт и врски, со одобрение за градба и по сите нишани и по сите закони не сме никој ни да го спречи, ако нема некоја судска одлука. Барем законот така. Но очигледно пракса може да бидеме спречени од страна на град Скопје, зашто и ние не знаеме реално. Што ќе преземете понатаму? Како да се откочи, да речеме, овој процес? Значи, ние се потрудивме и со град Скопје некако директно да комуницираме, да прашаме што е проблемот. Тешка е комуникацијата, условно кажано. Побаравме инволвирање и на управен инспекторат и на градежен инспекторат. До сега од сите можни, да кажем, начини не е стигнато некој одговор, али се ова нанесува големи штети. А Кику вели дека ако продолжи игнорантскиот однос на град Скопје, но и на другите институции, АЕК решението ќе го бара по судски пат. Прилика, мислам дека околу 100 милиони е штетата на изведувачите. Што тоа што го имаме до сега како сознание, околу 10 милиони денари месечно е штетата на изведувачот за неработењето. Нашата штета трегав во теке вештачење, ќе видиме од вештачењето точно колку ќе биде. И за тоа ќе имаме постапка, нели, судска постапка во која ќе ги побараме тие, нели, штети од град Скопје. Во однос на вредноста на објектот, досега не се потрошени повеќе од предвидените 18 милиони евра, уверува првиот човек на АЕК. Зголемување на првичната сума имало за околу 5% во 2018 година, кога се направени измени во тек на градба, но потрошени се 95% од парите, колку што е изградено, вели Акику. Уште пред стартот на градбата се поставуваше прашањето дали воопшто е потребен баш таков објект. Дали е исплатлив? Во моментов е исплатлив, треба да се заврши, пошто е потрошени се многу пари, не може да се остави тој објект го така. Тој има и безбедносен карактер, национален интерес. Значи, според вас потребен е на земјава? Не е и непотребен, да кажам сега. Може би да се градеше навреме или уште порано, уште подобро ќе беше. Обично голем дел од државите, ако не се лажам, само Турција има изградено негде во исто време со нас, само не завршија, пошто најверојатно немаат вакви пречки кон нас. Голем дел од државите порано ги имаат правено овие антиски столбови. Ако се откочи работата и уште утре се продолжи со градба, кулата би била готова за помалку од 6 месеци, велат од АЕК. Новиот рок за градба е продолжен до крајот на 2024 година. Дали ќе се стигне тој датум, останува на временските услови и волјата на град Скопје. По историјата за кулата на водно го најавувам новото издание на рубриката Саботажа. Да го видиме. Постојат различни начини на уживање. Ако трпната работа предизвикува замор и е нужна починка. Секој негува различен стил. Едни уживаат во својот публицитет и не можат да се ослободат од егото, дури и кога се во лежачка положба. Други, за да се опуштат, се препуштаат на лесни, приспивни ноти. Ја обично кога одмарам, не се слушам самиот себе, слушам нешто порелаксирачка музика. Но организацијата на настаните од општ, забавен карактер не дозволува дури ни тие мигови да бидат спокојни, бидејќи дури и во тие моменти се преслушува кој се може да биде качен на подиумот на главниот фестивал. По деликатна работа од бенд и од изведувач не постои. Проблемот е тешко решлив и покрај љубовта кон музиката. Како да се дојде до вистинскиот артист, бидејќи сите си имаат свој барања, а целта не е да се наплаќа билет, туку се да биде гратис, достапно за сите. Само за информација, над 30-40% од популарните уметници кои што не е битно дали од турбофолк, дали од джез, дали од некоја друга област на музика, не се согласуваат да настапуваат на јавен настап кај што нема карта. Вистинско е задоволството кога од останатите 60-70% некој ќе се најде. Тиквешкиот гроздобер е сепак предизвик за многу значени имиња од светот на музиката.
Изборот паднал, иако вкусот, со оглед дека не е джез, изгледа и не е баш погоден. Во професионалниот дел, Милица Павлович, мене не ми значи ништо. Сега пак ќе ме наместите дека ми значи, не ми значи. Една песна знам од неја, проверено спава сам. Да. Забелешките дека таа проверено не е баш некој квалитет не се прифаќаат. Народните политичари се сепак водени од бизнис логика, па за нив некоректна е споредбата на домашните со балканските звезди. 10:1. Ја би го споредил во спортски. И у фудбалскиот клуб Тиквеш, што го освоивме купот, имаме фудбалер 10:1 уплата. Не поминува ниту фактот дека квалитетот не е на нужно ниво, па се нуди аргумент според кој не е важно кој ќе пее, туку тоа што е предност на тиквешијата. Али ја мислам дека со 3 чаши вино, дека секој артист може да ги удоволи нашите сограѓани и гости кои ќе дојдат да убаво си поминат во општина Кавадарци. И на крајот, секој ќе помине така како што може. И како викат, колку пари, колку музика. Тоа е изборот, а со истата премиса и со звездата на сезоната завршува оваа саботажа. Колку пари, толку музика. Благодарам. Завршуваме. Ова е последното издание на емисијата 360 степени во оваа сезона. Се одјавуваме пред летната пауза. Ке се видиме повторно овде на МРТ1, некаде во првата половина на септември. До тогаш имајте опуштено лето. Пријатно!